Денеска ќе ви направам една прекрасна мусака со јувки, прас и мелено месо. Сите дома имате јувки. Затоа што септември беше месец за правење на јувки, август-септември. Прас, сите имаме прас. Дома, на тераса, во дворот, мелено месо. Ке ни биде потребно 300 грама мелено месо, 3 страка прас голем, 300 грама домашни јувки. Ако немате домашни јувки, земете тарана, 300 грама тарана. 100 грама ситно сечкана сува димена сланина, една главица кромит, половина литар млеко, половина литар кисела вода и половина литар обична вода, мешан сув зеленчук, сол, бибер, триена сол и црвен пипер. Да се фатиме на работа. Ова е толку вкусно, прстите да си ги излижете, толку и масло по потреба во потребните состојки. Значи ставаме околу 1 децилитар масло и тука сега ќе го ставиме меленото месо прво да се запрши. Со 300 грама месо верувајте дека 6 луѓе може да ручат или да вечерат. Малку да се запрши, само затоа што ова ќе се пече после. Ќе видите многу брзо, многу лесно се приготвува. Меленото месо може да биде мешано, може да биде само јунешко, може само свинско, како сакате вие. Еве сега ќе му го додадам и кромичето ситно сечкано. И празот ќе го додадам. И сланинката. Малку сето ова да се пропрши. Тоа е всушност филот за мусаката. Ги обожувам овие јадења, традиционални, домашни, со јувки, со прасче за мерак. Ако ви не достига масло, ако чувствувате дека е суво, ќе додадете. Еве, јас можам да додадам уште малку. И сега ќе насолам, ќе забиберам, ќе насолам. Мешан со зеленчук. Така. И ова се запржува не повеќе од 5 минути. Откако ќе додадете се, 5 минути само доволно е. Не треба да го малтретирате овој преубав фил со многу пржење, оти после се крчка. Значи, тука е битен многу вкусот. На празо треба да доминира. Го исклучувам, не треба повеќе. И во потребните состојки заборавив да кажам 4 јајца, па се случува некогаш и да заборавам. 4 јајца се потребни. И сега, 150 грама јувки прво ќе ставите на дното на тепсијата. Ќе ја намастиме. Половина од јувките ќе ставиме на дното. Ова е многу вкусна и убава мусака и многу лесна за младите домаќинки кои што сега започнуваат со нивното искуство во кујната. Еве, готов ни е веќе и филот. Сега, ќе ставам исто така малку масленце и врз јувките. Половина од филот
ќе ставам врзнив. Рамномерно ќе го распределам. Па мислам дека е половина. Ете така. И сега, остатокот од јуфките ги ставам одозгора. Ке ги раскршите така, за да не бидат глетави, нели? Ова мусака завршува горе со фил и со преливо што ќе го направиме од јајца, млеко и кисела вода. Значи не завршува со јуфки одозгора. Јуфките се на средина. Еве вака. Така. Сега ќе ставам малку црвен пипер. Малку само. Така. И триена сол. Ќе додадам триена сол, едно кафено лажиче. Еве, веднаш се е поинаку. Ах, таа триена сол. Значи, што магија има и јас не знам. Еве. Не ставив масленце врз јуфките, оти тука имам еве доста масло во филот, ќе си навлезе меѓу јуфките на секаде. Редната ќе ја загреете на 250 степени. Така. Сега ги кршам 4 јајца. Ќе додадам само малку сол, малку да го насолам јајцето. И со маталка почнувам да матам. Само да се изматат јајцата. Доволно. Сега го додавам млекото. Ја додавам киселата вода. И додавам уште малку обична вода. Ако треба, ако не се полиени од озгора, ќе додадам уште малку од обичната вода. И сега ги полевам од озгора. Ете така. Сега да ги проверам дали треба уште малку вода да додадам. Се зависи многу и во каков сад ќе ставите. Ако е потесен, нема да има потреба, но јас ќе додадам уште малку вода. Леле, убавини. Еве вака. И малку масло од озгора. Редната загреана на 250, но да не заборавите дека треба да ставите капак или фолија. И кога ќе почне да крчка, ќе намалите на 200. 20 на минути ќе биде сосем доволно. Откако ќе почне да крчка 20 на минути и на самиот крај тогаш ќе отворите фолијата или капакот да фати малку кора и од редна веднаш на трпеза.
Леле, убави на тавата. Мераци. Како мириса, леле, празот со јувките. Со мевцето, леле, убавини. Ова е лапни голтни. Леле вкус. Леле, да се заборавите од јадење, толку е убаво. Јувката го примила вкусот од празот, од сланината, од мевцето, од се внатре што ставивме. Не можете едноставно да престанете со јадење. Знаете како? Напросто го обожувам овој вкус. Можете да ја јадете во комбинација со салата, а едноставно и не ви ни треба ништо. Ова е толку убаво само по себе. Салатата можете да изедете пред ручекот или пред вечерата. Да бидам комплетна и се разбира малку убаво црвено вино, суво, квалитетно виното Вранец на Сковин. Мене толку многу ми се допаѓа, затоа што има таков еден убав вкус и мирис, преовладува, значи, таа арома на зрнести плодови и шумско овошје. Инаку, има и виолетови нијанси виното и така баш убаво не само да го вкусите и така да го уживате и со очите. На температура од 16 до 18 степени се служи. Секогаш е верен другар наш со сите убави вечери, ручеци, па дури и паузата помеѓу ручек и вечер, знам да си отворам винце Сковин и баш онака да си уживам и да си погледам некоја серија. Драги мои, направете оваа тава, фотографирајте и испратете на вкусот на традицијата. И да ви кажам една многу интересна работа, дека немојте ништо на сила. Ни луѓе, ни чевли, ништо што ќе ве жулја. Значи, ни чевли, ни луѓе. Се тргнете настрана што ви пречи. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата, а до тогаш ви останете заедно со нас. Довидување.